Пред една недела Заев од Делчево го повикуваше Делчев да види кој и каде му ја води Македонија. Вчера од истото место Груевски му испрати порака на Заев. Тој најде да го цитира Делчев. Јас ќе му кажам, да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ќе му беше платен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек. Носителот на листа во изборната тројка Илија Димовски на митинг пред Делчевци зборуваше за реализираните и планирани инфраструктурни проекти. Граѓаните на Источна Македонија со новите големи инфраструктурни проекти не добиваат ништо плюс што не заслужиле. Напротив, со големите инфраструктурни инвестицијски проекти ние исправаме историска неправда спрема Источна Македонија. Се зборуваше и за планираните проекти за Делчевскиот регион. Изградба на нова филтер станица за вода за пиење на Брана Лошана. Изградба на нова пречистителна станица за отпадни води на градот Делчево. Изградба на нов магистрален гасовод на релација Разловци-Делчево. На пресконференција во Штип, пак ВМРО ДПМН презентираше дел од економската програма. За да се поттикне вработувањето, со новата програма е предвидена и финансиска линија за домашните компании во висина од 101 милион евра со ниска и фиксна каматна стапка од само 5,5% годишно и рок на отплата од 8 години за инвестиции и до 3 години за обратни средства. Само 2% од македонските патишта се оценети како безбедни и добри за возење, додека дури 39% од кои најголемиот дел на истокот од Македонија се со ознака небезбедни, рекоа на прес од СДСМ. Решение на ваквата состојба нудел планот за живот во Македонија. Ќе вложиме 3 милиарди евра во патната инфраструктура за изградба и реконструкција на патиштата во Македонија, од кои дури 600 милиони евра во првите 2 години ќе бидат инвестирани за изградба на патишта. Истокот ќе се развива преку забрзување на градежните активности на патниот правец Штип-Миладиновци, изградба на експресен нов пат Штип-Радовиш, Штип-Кочани и Кочани-Македонска каменица Делчево, како и патот кон Пробиштип. Ќе ги санираме црните точки по патиштата кои одзедоа голем број на човечки животи. Ќе го реализираме проектот Македонија без кал, преку кој најавуваме 1000 километри локални патишта до нашите села и во нашите села. Кочанските социјалдемократи пак обвинија за злоупотреби и кршење на предизборните правила од страна на функционери на ВМРО ДПМН. Иако со закон е забранено за време на кампања и распишани избори да има нови вработувања, во нашата општина се делат решенија како во приватна фирма на ВМРО ДПМН. Од 1.12.2016 во нашата општина се ново вработени 2 пожарникари, 1 хигиеничар, 1 возач и 2 општи работници. Со вториот пример може да се забележи како на различни локации низ градот и општината се асфалтираат ивичњаци, се поплачуваат тротоари, се со цел предизборно да ве залажат вас, почитувани граѓани, не бере многу се грижат за вас и вашите потреби. И третиот и можеби и најеквентантен пример за злоупотреба на власта од страна на ВМРО ДПМН е како вработени во општина Кочани за време на работа агитираат заедно со Спиро Ристовски низ општината. Тие се пресконференции кои што служат за оправдување на пораза. Второ што сакам да потенцирам, дека се што е влезено во програмите на државните институции или на локалните институции и е предвидено со буџетирање, има предвидено тендерски постапки и се спроведени тие тендерски постапки, воопшто не е спорно да се спроведува нити во овој период.